Вака, значи, ке почнам и ке завршам со иста реченица. Каков судски совет, таков предлог. Господине, процедурата е гаранција за изборот. Јас ве уверувам дека сте го прекршиле Уставот и тоа. Членот 8, темелни вредности, еднаквост на слободите и правата. Членот 9, недискриминација. Членот 32 од Уставот став 2, дека секому под еднакви услови му е достапна секоја работа. Тоа што го образложувавте апсолутно не држи, зашто јас го имам пред мене деловникот, тамо правен основ за ова што вие го кажувате, дека не знам по кој редослед може да се исклучат две кандидатки и да се гласа само за едната кандидатка, апсолутно со правото ништо заедничко нема. Ако таа кандидатка добила 11-2 и за против, може би друга кандидатка ќе добила 13 за, може би сите третата кандидатка ќе ги добила за, значи мора да сте им овозможиле на сите еднаквост во постапката. Вака вие го проблематизирате во стартот изборот. Ке се вратам на ова на крајот. Избор значи на кандидат за уставен судија. Згора, еднаш мора да научиме дека овде треба да дојдат неколку предлози. Не може да направиме избор од еден. Трка со еден коњ не е трка. Ни се чудат сите други парламенти. Ние немаме избор. Вие практицирате фаталистички, партиски и политички однос и релации. Значи, прво се израдував што се 3 жени кандидатки. Второ, не можам да не кажам да, во членот 109 од Уставот се вели и став 4 истакнати правници. Ама кога го читам јас следниот член 110 и ги читам надлежностите што ги има Уставниот суд, не гледам дека во ниту една од нив вашата единствена кандидатка е истакната со оглед на незината специализација. Не мислам дека е истакната во оценка на согласноста на законите и другите прописи со Уставот, не мислам дека е истакната во заштита на слободите и правата, не мислам дека е истакната да решава судирна надлежности меѓу трите власти, не мислам дека е истакната да решава судирна надлежности меѓу републичките органи и локалната самоуправа, не мислам дека е истакната да оценува одговорност на председателот на републиката или уставност на програмите и статутите на политичките партии. Не мислам. Зошто? Бидејќи незината специализација е во областа на стечајното и трговското право. Ке научиме ли еднаш ние дека во Уставниот суд треба да седат најпознатите професори по уставно право, најпознатите судии, најистакнатите, да можат да седат адвокати, да можат да седат луѓе кои се препознатливи во правната наука и професија. Набројавте каде учествувала, меѓутоа, видете, јас анализирам, не гледам јас дека има некој труд во областа на професијата или не знам каков придонес за развојот на правната професија, што пак го бара Законот за судски совет, кај што вели дека да, 15 години стаж има во основен суд и во апелационен суд, ама ова покрај вкупните резултати придоне за развојот на стручната и теоретската мисла и на правниот систем. Извинете, ама вакво нешто јас во оваа биографија не препознавам. Што се случува тогаш во нашиот некомпетентен уставен суд? Се случува, кандидатите овде нема, ни јазици, познавање, нема, значи, јас реков трудови, се случува да не ги цитираат пресудите на судот во Страсбург, да не цитираат пресуди на судот во Луксембург,
да не ја знаат Конвенцијата за слободи и права, да не го знаат компаративното уставно право, да не знаат компаративен политички систем, па како очекуваме ние тогаш да одиме напред? Единственото нешто што досега, морам да ви кажам, годинава сте го направиле добро, е тоа што ја поддржавте кандидатурата на господјата Мирјана Трајковска за Меѓународниот кривичен суд. Само тоа. Броите овде, тренинзи, коментари на закони, тоа не е она што го бараме. И да се вратам на почетокот. Чудна генеза има вашиот деловник. Во 2007 година деловникот, замислете, убаво се вели дека ако има повеќе кандидати, во вториот круг ќе одат двајцата со најмногу гласови. И дека предлогот се утврдува со двотретинско мнозинство и јавно гласање, аман со ова јавно гласање. Мора да предвидите и тајно. Во Француска револуција и во НОП имало јавно гласање за да се види кој е непријател, а овде треба да има слобода на мислата. 2015 година се менува деловникот. Интересно, ја нема одредбата дека при повеќе кандидати во вториот круг одат двајцата најдобри, но станува двотретинското мнозинство. И 2019 година, член 30, интересно, 3 месеци пред истекот на мандатот, односно престанокот на мандатот на некој уставен судија што го бирате вие, значи Советот по претходна расправа утврдува предлог на кандидат согласно член 98 од Законот за судскиот совет. И сега во овој фамозен член овде има вака. Секој член на Советот со право на глас, со поддршка на уште најмалку 3 членови, има право да предложи кандидат за судија на Уставниот суд. Ако нито еден од предложените кандидати не го добие потребното мнозинство, постапката ќе се повтори. Да заклучам. Ова што денеска го имаме овде не е во ред. И јас го повикувам Уставниот суд. Ако сака да инкорпорира во него реформатори, веднаш да се огласи. Последната реченица. Најнереформираната институција во оваа држава е Уставниот суд. Денеска сите се плашат од преголемиот судски активизам на уставните судови. Ние се плашиме од преголемата пасивност или ние живееме во амбиент на уставно-судски конформизам. Најмалку покренати иницијативи, најмалку донесени пресуди, да бидам искрена, не му служи на честа на судскиот совет и не служи на честа на овде избраната председателка на судскиот совет ваквиот предлог. Ниту имале право, ниту можат од трката за предложен кандидат да елиминираат 2 други, според мене, подобри кандидатки. Благодарам.